Добра вечер од градот под Исарот, од Штип. Вечерва одовде, од Домот на културата, ги представуваме предизвиците со кои ќе се соочи идниот градоначалник на овој град. Во рамки на дебатите што ги организираме заедно со NDI, а со финансиска подршка на USAID, сме тука во Штип на финалното представување на кандидатите пред изборите закажани за во недела. Вечерва со нас е Благој Бочварски, кандидат за градоначалник од СДСМ. Добро вечер и ви благодарам што ја прифативте поканата. Добро вечер. Кандидатот Захариев е актуелен градоначалник и покрај сите напори што ги направивме и средбата што денеска имавме во општината со него, сепак рече дека не сака да учествува на соочувањето затоа што смета дека се симнува нивото на дебатата. Тоа е, се разбира, негово право и на крајот се разбира и граѓаните оценуваат. Господине Бочварски, вие жалите ли што не можете повторно да се соочите со господин Захариев? Да, жалам затоа што зашто Илчо Захариев не е вечер вовде да ги соочиме уште еднаш аргументите, ставовите, политиките, како ќе го водиме Штип во идниот период, како јас како иден градоначалник со мојот концепт и тој со неговиот концепт. Неговиот концепт досега го видовме, меѓутоа што е тука е, јас сум овде, инаку јас сметам и тоа е вистината дека дебатата во оваа кампања ја симна токму ВМРО-ДПМН и Илчо Захариев во претходниот период, нивото на таа дебата, со целосни напади кон мене, кон моето семејство, кон луѓе кои што не учествуваат во оваа кампања и со се она кое што употребува сакајки да ме дискредитираат, да ме омаловажат и да ме навредат. Меѓутоа, кога се сочивме на дебатата, тој веројатно сам увиде дека помина лошо на таа дебата вчера и затоа веројатно вечерва не е овде уште еднаш да се сочиме. Инаку јас не сум овде заради Илчо Захариев, јас сум овде заради граѓаните да видат и да ја слушнат мојата програма, мојата идна агенда како иден градоначалник на овој град, што ќе направам и што ќе реализирам за Штипјани и за овој град. Тој колку што разбрав рече дека жали што сте го нарекувале криминалец и со други погрдни зборови и токму заради тоа не сака повторно да учествува на ниедна дебата со вас. Тоа беше неговото образложение практично. Јас жалам што неговите сопартици го нарекуваат така. Јас само повторив тоа што го слушнавме сите, цела Македонија од проектот Вистината за Македонија, кога неговите сопартици го нарекуваа со тие изрази. Јас само го повторив тоа и го прашав бидејќи моите сопартици, мојата политичка партија и целата оваа коалиција имаат највисоко мислење за мене. Јас во суд не сум влегол. Разликата од мене до него е тоа што тој сам кажа дека имал 40 на кривични пријави и сето тоа што го слушнавме придонесе да неговата партија нема високо мислење за него, а верувам дека и граѓаните тоа ќе го кажат во недела на изборите. Рековте при една неодамнашна ваша изјава дека сте убедени дека ќе победите овде во Штип уште во првиот круг. Ме интересира на што се темели тој ваш оптимизам, бидејќи ние правевме и некои анкети кои вечерва ќе ги презентираме, каде што граѓаните на Штип во голем дел се дури задоволни од животот во својот град. Јас тоа го темелам врз база на секојдневните контакти со граѓаните. Јас веќе остварив контакти со сите можни целни групи на овој град, со секој граѓанин што побара да се сретнеме, разговарав, одев и врата до врата, на оние мини митинзи на средби со граѓани, разговарам со граѓаните секојдневно, сум во контакт и мојот изборен штаб целосно е посветен на оваа изборна кампања, така што реакциите на граѓаните се дека со огромна разлика ќе победиме во првиот изборен круг. Она што е уште еден доказ е и анкетите кои што ги имаме не само на СДСМ, туку и анкетите кои што беа правени во претходниот период од други релевантни институции, покажуваат апсолутно водство на СДСМ и мое водство пред нивниот кандидат и пред ВМРО-ДПМН со најмалку 4%. Добро, изборите се веќе во недела, така да ќе видиме што од овие согледувања, анкети и така натаму е точно. Во приложение, пред да почнеме со тоа што сакам да ве прашам вечерва во однос на вашата програма и во однос на вашата визија за градот, да го погледнеме прилогот што нашата новинарка Виолета Кожинкова го направи во однос на тоа на Штип. Штип, центар на истокот. Македонски Манчестер, со плати под државниот просек, но и со најмногу вработени во текстилната индустрија. Штип можеби е единствениот град по Скопје што увезува работна сила од соседните општини, но тоа не ја потврдува атрактивноста на работните места, туку само е факт дека штипјани својот сон го живеат некаде надвор. Нема официјална статистика, но бугарските пасоши многумина ги искористија како карта за вработување во странство. Не се иселуваат само младите, заминуваат цели семејства.
Омилени дестинации им се Англија и Германија. На Штип треба прво запослување да имат младите, да не бегат. Тоа е најважно, не избегаат детата, сите останамите сами старци. Ја едне у Руманија ми избегава, едне у Германија и сам тука. Тоа е најважно, деца да се около нас. Тие работи запослење да има, да се прават згради, да се прават водоводи, да се прават патишата, ама најважно за децата да не бегат да направят некој. Така се надевам оваа влада ќе стопира негде со зорли, ќе стопират ли, со благословење ли, углавно да стопира да не бегат децата. Оние што остануваат дома велат дека им пречи сообраќајниот хаос во центарот на Штип. Сакаат квалитетна обнова на улиците, изградба на тротоари, пристап за лицата со попреченост, а бараат и повеќе пешачки зони. Пред неколку години е сменет режимот и посебно во централното подрачје е едносмерен сообраќајот, а треба да биде двосмерен. Од причини ради тоа што имаме болница, клинички центар и медицински центар. И тука надлежните тешко се снаоѓаат со тоа. А има и решение за ово, тоа се катни гражи, имаме и простори дека имаме стари куќи, тие куќи треба да се откупат и да се направат паркинзи што ќе одговарат за секој модерен град. Значи, ние бевме поборници на тоа да постоечките улици ни се изготви еден сообраќаен проект со кој моменталната состојба ќе можеме да ја знаеме, како би можеле во иднина, доколку сакате да правите подобрување на сообраќајот или да правите некој нов облик на сообраќаен режим, потребно е да имате постоечко како тој се регулира и што е тоа што ние ќе сакаме да го преправиме, доправиме или ќе го надополниме со некои сообраќајни знаци и помагала, останати помагала со кои ќе се подобри сообраќајот на постоечките улици. Последниве години Штип ги губи и зелените површини. Доби парк на фармацијата во населба Дузлак, но ги изгуби оној во 8 ноември во центарот на Штип, каде никна паркот на Макфест. Сведоци сме исто така во паркот во 8 ноември, каде што, иако по препорака на 500 фамилии, во оваа населба паркот се урбанизираше, се изгради и се гради хотел. На местото сведоци сме дека имаше обиди за паркот кај полицијата да стане катна гража. Морам да напоменам дека идниот градоначелник не само што ќе мора да внимава на овие работи, ќе мора да создава нови зелени површини и тоа во каде што е во централното градско подрачје, значи и во самите населби, кај што ќе може да ги имаме основните услови за чист воздух. Комуналната хигиена е еден од најголемите проблеми за штипјани. Очекуваат конечно решавање на проблемот со изградба на регионалната депонија, што неколку години како проект се реализира преку центарот за Источноплански регион. Но сакаат и чисти контејнери и нивно дислоцирање од пешачките премини. Една од работите што треба да се подобри е и квалитетот на водоснабдувањето. Имаме горливо прашање за водоводните цевки. Тоа се азбестни цевки некаде околу 40 км кои треба да се сменат и да не се оде само на понатаму, моje мислење е понатаму да не се оде само на импровизација на проекти. Тоа е жалосно, бидејќи таму не влегуваат невладниот сектор, не влегува стопанството, само локалната самоуправа не може сама. А до сега сама. Беше и затоа се прават многу големи грешки. Можеби пред еден век Штип имал кино, тука била поставена и првата опера, но сега велат штипјани културата е на најниско ниво. Некогаш значаен културен белег, сега Штипското културно лето, поради штедењето на општината, се претвори во локална манифестација. И младите имаат своји барања, но велат дека никој не ги слуша. Има неколку младински иницијативи, постои и совет на млади при општина Штип, но нивниот глас се губи низ општинските ходници. Најчесто се зборува за подобрување на културно-забавната содржина, вклучувајќи и постојање на кино, постојање на затворени базени, отворени базени кои што се покорисни и покултурни за младите. Од друга страна се зборува и за поголема вклученост на младите во носењето на одлуки на локално ниво, овде спа и учеството во локалниот младински совет и слушањето на гласот на младите во локалниот младински совет.
Дополнително на тоа се зборува и за подобрување на јавниот превоз и движењето на младите низ целиот град, со оглед на тоа дека кампусите на универзитетот се расфрлени на сите страни, па затоа студентите немаат како да се движат. И генерално низ годините, неколку години како работиме со млади, тоа се работите за кои што најчесто се зборува. Ние имаме организирано ред трибини и дебати со млади на кои што редовно дискутираме на овие теми. Постојат и одредени решенија како што се давање простори под концесија или вложување на општината во овие работи, но до сега не сме видели никаков резултат. Штип има многу пензионери, но освен пензионерските клубови, недостасува дом за стари лица. Неговата изградба почна, но заглави во бирократија, па сега реконструкцијата на некогашниот армиски ресторан еди во градба и ја чека разврската на судската постапка. А дом за стари лица треба ли да имаш? Како не треба? Треба. Јас сам те 83 години. Уште една година може ќе се движам. Ако не може да се движам, што ќе правим? Децата не се тука, што ќе правим? Мора да одам у дом. Штипјани очекуваат средување на градскиот плоштад, отворена и транспарентна општина, што нема да ги затвара вратите за невладиниот сектор и граѓаните со спротиставени мислења. Брана на река Отиња е проект што во неколку изборни циклуси се поставува како главен приоритет. Штипјани сакаат конечна одлука и да се пресече, ќе се реализира или не. Тоа беше прилогот на Вики Кожинкова, која што пластично ни ги објасни предизвиците на Штипјани, се разбира на идниот градоначалник со кој што тој ќе се соочи. Како што беше наведено и во прилогот, брана на реката Отиња, тоа е едно предизборно ветување што се јавува во повеќе изборни циклуси, веројатно и од повеќе гарнитури што досега се сменија тука, но тоа никако да се реализира. Зошто е важна прво браната на реката Отиња за Штипјани толку многу, а после видиме како ќе се најдат пари за тоа? Овака, браната на река Отиња е проект кој што од многу одамна се заговара во Штип. Знаат тоа повозрастните наши сограѓани и тоа е крупен капитален проект за нашиот град. Вештачко езеро во близина на градот кое што ќе придонесе за намалување на летните температури, за покачување на зимските температури кога се многу ниски. Тоа е проект кој што ќе придонесе да се во реката Отиња, која што поминува во централното градско подречје, да има биолошки минимум, односно вода постојано во коритото на Отиња и да го заштити градот од големи поплави, бидејќи знаат постарите наши сограѓани дека таа река знае да дојде, да надојде и да направи големи проблеми и штети во нашиот град. Затоа браната е многу потребна. Меѓутоа, браната е нешто кое што досега не смогнал сили никој да почне да го реализира, бидејќи е проект кој што чини меѓу 3,5 и 5 милиони евра во зависност од тоа кој проект ќе се одбере и во зависност од тоа во кое време се дискутира за таа работа, бидејќи имаме промена на цените за изградба на овој објект. Така што, добро, да како и да е... Браната Отиња, вие гледате пред се како еден спортско-рекреативен, забавен центар повеќе или повеќе како потреба од екзистенцијална нужност за Штипјани? Тоа е потреба, како што кажав веќе, со овие неколку примери кои што ги дадов. Зошто е потребно да има брана на реката Отиња, меѓутоа ќе се развие и спортот и рекреацијата во нашиот град. Оваа брана може да се користи за наводнување на околните површини, бидејќи во тој случај нема да се користи вода од градскиот водовод, кој што сега се троши за наводнување на површините. Така што има многу придобивки од овој проект и затоа велам ова е крупен капитален проект, многу поважен од многу други проекти кои што се изградија во Република Македонија, меѓутоа претходната влада немаше приоритети, немаше сенс за потребите на граѓаните. Ние веќе направивме, придонесовме како град, како јас како член на Социјалдемократскиот сојуз и подпредседател на СДСМ, да ова влезе во програмата на владата, како поддршка да добиеме од централната влада за овој проект делумно финансиски за изградба на брана на реката Отиња. Колку барате од владата пари за овој проект? Видите, ние ќе почнеме најпрво да ги пренасочиме 1 милион евра пари кои што ги има од самопридонесот кој што ги имаат Штипјани и се наменети за друга брана на реката Козијак, меѓутоа ќе се обидеме преку референдум да ги пренамениме за овој проект. Ќе започнеме со експроприацијата, која што е почната, ќе продолжиме практично со експроприацијата на земјиштето, со општински пари и со пари од самопридонесот и потоа ќе седнеме да преговараме со владата да видиме најпред колку чини точно проектот, колку пари ќе ни фалат и тоа е во рок од еден период од 4 години
ќе може да се isfinansira и да се изгради оваа брана. Јас верувам дека со 2-3 милиони евра од централната влада во одреден временски период, во 3-4 години, што не е многу за централната влада и тоа е веќе влезено како приоритет, оваа брана ќе се реализира. Меѓутоа, додека немаме конкретен проект со предмери и анализи произлезени од тој проект, не сакам да карикирам со бројки, како и да е. Сепак го ставате во вашата да програма, а се уште немате конкретни податоци, малку ми е нелогично. Не, апсолутно не е така, затоа што за да имаме конкретни бројки, јас веќе имам одредени бројки и ги изнесов. Меѓутоа, за да имаме точни бројки, треба да влеземе во општината, да бидеме локална власт, да влеземе таму, да ги видиме проектите кои што се на маса, да видиме дали ќе направиме дополнително проектирање со одреден тип на конструкција на браната, дали ќе ја замениме таа што е постоечка, пошто има 2-3 типа. Дали ќе биде земјана, дали бетонска, и сите тие работи даваат плюс или минус во конечното салдо и сумата на чинење на таа брана. Меѓутоа, вака од надвор не можеме да дискутираме, бидејќи го немаме проектот во раце. Ќе направиме дополнителни пресметки и истражувања и конечно кога ќе дојдеме до конечната цена, анализата ќе ја направиме и ќе седнеме со владата да преговараме. За колку време ќе го имате главниот проект за оваа брана? Јас верувам дека за 6 месеци веќе ќе имаме чиста слика што значи проектот за брана река Отиња, колку ќе чини и финансиската конструкција за оваа брана. За колку време мислите дека ќе се изгради? До крајот на мандатот, мојата најоптимистичка варијанта е дека до крајот на мандатот ќе биде готова браната, најпесимистичката дека веќе 80% од браната ќе биде готова во првиот мандат. Благодарам. Тоа е еден од столбовите на вашата програма, колку што може да забележам. Вториот е аквапарк, изградба на аквапарк во како дел од спортско-рекреативен центар Суитлак, кој, како што велите вие, ќе биде најголем во Македонија. Колку пари тоа ќе чини? Па вака, тоа е една идеја која што ја дискутиравме заедно со граѓаните. Во најпрво сакам локацијата да ја опишам, бидејќи ја знаат Штипјани, тоа е местноста Суитлак, која што е зелена зона, спортско-рекреативна зона во нашиот град, која што Штипјани за ниту една сума на пари нема да дозволат таму да се изградат стамбени згради, а овој актуелниот градоначалник заговара изградба на стамбени згради во тој комплекс преку измената на генералниот урбанистички план кој што сега е во фаза на реализација. Цела среќа што тој план ќе го носи идната локална власт и нема да дозволиме таму да се изградат згради. И тука сакам да направиме јасна дистинкција, разлика, разграничување. Што ќе направиме ние на тој зафат на тој дел од градот, како зафат, а што ќе направи ова актуелна локална власт. И сега понатаму дискутиравме дека тоа граѓаните потврдија низ најразлични дискусии, низ анкети кои што ги направивме, дека таму треба да остане зелена зона со спортско-рекреативни содржини. Еден од проектите кои што треба да се изгради таму е аквапаркот со затворен и отворен базен, со спортска сала за боречки спортови и со една поголема спортска сала од 3 до 4.000 седишта, која што јас не можам сега да ја ветам, бидејќи е голема за реализација, а таа сала е почната да се гради, односно е ставен камен темелник во 90-тите години и е исто така еден крупен проект, меѓутоа тоа ќе го зборуваме за некои наредни времиња. Како и да е, и тоа е еден од плановите, меѓутоа ова е проект кој што треба неколку локални самоуправи да го градат. Кога зборуваме за финансиските средства за изградба на овој проект, многу е важно моделот кој што ќе го избереме, исто така треба да бидеме внатре, да поразговараме со локалните бизнисмени, со бизнис секторот, дали можеме... вие целите? Јавно-приватно партнерство, заедничка продукција, на што би личало тоа? Јас најмногу сакам овој проект, дел од овој проект да се изгради со јавно-приватно партнерство, каде што дел од средствата ќе ги обезбеди општината, дел од средствата ќе ги обезбедат одредени компании кои што ќе бидат заинтересирани да придонесат за да го развиеме овој град со нови содржини, бидејќи Штип е универзитетски центар. Разговаравте ли веќе со некои компании и потенцијални инвеститори? Сега немам разговарано, веќе со домашни инвеститори зборувам од нашиот град, веќе имав контакт со една компанија од Скопје која што побара од мене да го види тој проект и дека е заинтересирана за еден од објектите да го инвестира. Јас им кажав дека апсолутно веднаш после превземањето на власта ќе бидат повикани во општина Штип да поразговараме, да видиме каде можеме да се најдеме, кој е моделот со кој што заедно ќе можеме да го изреализираме и кој е тој проект кој што тие ќе го одберат. Инаку јас кога збориме за, ако може само уште се докажам, кога збориме за крупни проекти, вакви проекти кои што ќе остават слика и белег на нашиот град, јас сум склон да во наредниот период во општината ги изработиме тие проекти како што личи. Проектна документација со 3D анимации изработени
ќе ги приложиме сите во холот на општината, да граѓаните можат да дојдат, да разговараат за тие проекти, па дури да гласаат, да видиме кој проект е тој што граѓаните го посекуваат, бидејќи јас не сум најпаметниот и оној кој што најмногу знае што сакаат Штипјани, меѓутоа низ дебата сакам да дојдеме до тоа што тие најмногу го бараат. Скопје 2014 беше представено на еден 3D проект, па на крајот немаме многу задоволници од тој проект, барем според анкетите што е вакво. Веројатно не мислите по сличен терк тоа да го правите? Апсолутно далеку сме од тој терк. Не дај Боже таков терк да дојде да применуваме во Штип и да градиме на таков начин. Скопје 2014 ниту беше некој прашан дали сака да се гради, ниту пак беше консултиран. Така што јас сакам да ги прашам граѓаните, апсолутно 3D-то нема да го правам да им го покажам што ќе се гради на граѓаните, туку ќе ги направам тие 3D анимации за да видат и да одберат што е тоа што сакат да се изгради, и така ќе работиме и во иднина, низ дебата, низ дискусија со граѓаните. Знаете ли дали има доволно вода во Суитлак за изградба на аква парк? Да, апсолутно, таму поминува линија 1, водоводната линија 1 која што Да не тоа направи проблем после во градот? Не, апсолутно не, таму има доволно вода и таму се покажување на стручните лица од јавното предпријатие ИСАР и луѓе кои што се бават со таа проблематика, таму апсолутно има многу вода и има водоводна линија. Таму треба дополнително да се изгради една препумпна станица која што ќе обезбеди водата, доволно вода за да се користи за тој комплекс, јас би рекол. Добро, благодарам. Водоснабдувањето го имате во дел од вашата програма како решавање на чистата вода за пиење. Дури мислам дека во текот на кампањата на повеќе пати со градоначалникот Захариев на оваа тема имавте препирки преку медиумите. На кој начин би го решиле вие загадувањето на водата, на што Штипјани делумно се жалат, и се разбира количините на вода, бидејќи рестрикциите се присутни и ден денес? Овака, ние имавме еден пример на дебатите кои што организиравме пред некој ден, кога еден граѓанин дојде и покаже едно шише со вода полно со земја, која што е нечиста за пиење. Каже дека тоа е од неговиот водовод во Штипско Ново село. Како и да е, тие го негираат тоа дека таква вода таму истекува. Како и да е, ние ќе ја провериме ситуацијата. Јас имам информации од други граѓани, не само во Штипско Ново село, туку и во населбата Караорман и во другите населби во нашиот град, во Ромското мало, каде што немаат чиста вода за пиење поради една или друга причина. Дел поради старите застарени азбестни цевки, дел поради можеби во одреден момент заматување на водата и недоволно хлорирање. Како и да е, граѓаните се жалат на чистата вода за пиење, ние мораме ова да го санираме, да го регулираме. Во овој момент можам да кажам дека има уште населени места во нашиот град кои што немаат вода од градскиот водовод, односно немаат чиста вода за пиење. Тоа се населбата Балканска, населбата работната зона Македонка и село Чардаклија. Населбата Балканска ние ветивме веќе во првите 100 дена ќе добие чиста вода за пиење од градскиот водовод. Продолжуваме во втора фаза кон работната зона Македонка и односно кон Чардаклија и трета фаза кон Македонка. Така што во 3 фази ќе го регулираме овој проблем, бидејќи Штипјани заслужуваат да бидат еднакви сите граѓани на овој град во 21 век и пред закон и да имаат исти услови за живот, чиста вода за пиење, која што е елементарна потреба на нашите граѓани. Што е проблемот со водата за пиење, поточно да кажеме? Дали е до колекторскиот систем или до самата водата нема доволно, пречистителната станица не е доволно силна или да речем не е во функција за да може да ја направи питка? Не се работи за пречистителната станица, односно за филтр станицата во овој момент. Пречистителна станица е друг тип на објект, меѓутоа филтр станицата не се работи за проблем до неа, така сум информиран јас од луѓето кои што се стручни за таа работа, се работи за застарената водоводна линија, мрежа која што имаме во нашиот град. И во дадени периоди од годината може да се случи заматување на водата, како и да ќе направиме дополнителни анализи и истражувања, таква работа не смее да се повтори и доколку некојаш се повтори, мора граѓаните да бидат информирани за таа работа, да знаат дали во тој момент, во тој дел од градот има или нема чиста вода за пиење. Добро, ви благодарам. Тука ќе ја повикам анкетата што по нарачка на NDI ја направи Тим Институт од Скопје, која што ги лоцира главните грижи на Штипјани, се разбира и задоволството или незадоволството од она што се вели живот во оваа општина. Го повикувам прилогот на Светлана Божиновска.
62% од жителите на Штип се задоволни, а речиси 37% се до некаде или потполно незадоволни со животот во нивната општина, покажа анализата на истражувањето за мислењето на жителите на Штип за животот во нивниот град. 5 најважни проблеми на кои треба да им се даде најголем приоритет за нивно решавање. Според жителите на Штип се невработеноста, сиромаштијата, ниските плати и пензии, инфраструктурата, јавната чистота, чистењето на сметот, иднината и иселувањето на младите. 13% од жителите сметаат дека општината нема проблеми, а 6% сметаат дека во општината ништо не функционира. Речиси 44% од жителите на Штип пак сметаат дека водоснабдувањето во нивната општина е со висок или многу висок квалитет. За 40% од жителите водоснабдувањето е со прифатлив, а за 13,1% водоснабдувањето е со лош или многу лош квалитет. Околу 6% од жителите сметаат дека јавниот транспорт во градот е со висок или многу висок квалитет. За 28,7% јавниот транспорт е со прифатлив, а речиси 22% од жителите на Штип го оценуваат квалитетот за јавниот транспорт како лош или многу лош. За речиси 13% од жителите, инфраструктурата во нивната општина е со многу висок или висок квалитет. За 41,4% од жителите, инфраструктурата е со прифатлив, а за 42% е со лош или многу лош квалитет. Околу 10% од штипјани го оценуваат квалитетот на собирањето на сметот во општината како висок. За 32,9% собирањето на сметот е со прифатлив квалитет, а речиси половина од жителите оценуваат дека собирањето на сметот во општината е со многу лош квалитет. Истражувањето беше спроведено за потребите на Националниот демократски институт од страна на Тим институтот. Податоците беа добиени преку телефонски интервјуа во периодот од 20 до 25 септември на примерок од 505 жители на Штип на возраст од 18 години и постари. Да, токму така ја видовме анкетата. 62% сепак сметаат дека во општината добро се живее. Сметате дека ова е перцепција или навистина задоволство? Јас сметам дека во Штип не се добро живее, бидејќи и во она што го видовме во анкетата, прв и клучен проблем е невработеноста, инфраструктурните проблеми во нашиот град, здравствените услуги кои што се проблематични и уште многу други проблеми. И јас го тврдам истото. Тоа се добар дел од работи што не може да ги реши сам еден градоначалник, претпоставувам, и тоа треба добра корелација со централната власт, како што се вработувањето, привлекување на странски инвестиции или пак здравствени подобрување на здравствените услуги. Ајде во делот на ова што велиме невработеност иднина на младите кои што очигледно и според прилогот што го видовме и според анкетата, тоа е еден од главните проблеми на штипјани. Како да ги задржиме луѓето тука? Целта е младите луѓе да ги задржиме овде, да не дозволуваме повеќе да вадат пасоши на туги држави и да заминуваат во Европа по белиот свет, да работат таму и да се враќаат овде за празниците во годината. И тоа ќе го направиме заедно со централната влада, бидејќи ова е политика која што мораме заедно со централната влада да ја спроведуваме. Веќе имаме план, ние како локална самоуправа мора од нас да потекне овој проблем во иднина, да направиме урбанизација на голем дел од зоните каде што треба да има индустријски зони за домашни предпријатија, каде што ќе придонесеме преку најразлични олеснувања кои што ќе ги дадеме на инвеститорите и преку олеснувањата кои што ќе ги добијат. Странски или домашни инвеститори? Збориме за домашни инвеститори, да надвор од индустријската зона која што е наменета за странски инвестиции, ние имаме индустријска зона Север во Штип, индустријска зона Запад и уште една мала индустријска зона која што е на патот на потегот кон Радовиш и Струмица. И тие три индустријски зони ќе ги прилагодиме, ќе ги урбанизираме, ќе им донесеме канализација и водовод брзо, ќе им донесеме пристапен пат, за да можат таму да се развијат бизниси, мали и средни предпријатија. Ќе прашам нешто. Жителите на Штип се жалат на невработеност, тоа е точно, но според сите анкети и согледувања, Штип е една од поретките општини, да речеме, во земјава што има понекогаш дури и недостиг на работна сила.
Тие луѓето веројатно не работат за високи плати, бидејќи тука се во голем дел овие конфекционерски погони, каде што работат доста луѓе и не работат за високи плати, но малку е едно со друго не оди. Жителите се жалат на невработеност преку анкетите, а не во Штип често увезува од другите општини работна рака. Каде е тука проблемот? Па тука е вториот проблем кој што сега го спомнавте вие, дека се појавува работа за луѓе со многу ниски плати. Односно се искористува работната сила, тоа што се случува во изминатиот период, и токму затоа почнавме со спиралата на покачување на минималните плати во Република Македонија. Точно е дека се случува да има недостиг на конфекцијски работнички за во конфекциите, меѓутоа сите заедно мораме да придонесеме пред се централната влада и тоа го почнавме како проект покачување на минималните плати. Јас кога зборувам за изградба на нови капацитети на домашни предпријатија, зборувам за капацитети за отворање на работни места со пристојни плати. Тоа што го веќе заговара владата да се отворат работни места со... На што целите? Збориме во секоја различна индустријска зона може да се постави различен тип на индустрија. Например, во индустријската зона која што ја спомнав кон Радовиш и Струмица треба да се појави лесна и незагадувачка индустрија. Например, во индустријската зона Запад исто така можат поголеми парцели да се испроектираат, да се урбанизира тој простор за поголеми парцели, за поголеми фабрики кои што ќе им помогнеме на домашните бизнисмени да изградат, да отворат големи капацитети, и тоа јас тврдам дека можат да го направат од типот на еден Johnson Controls, од типот на сите оние странски инвестиции кои што доаѓаат во Република Македонија, но државата да им помогне исто толку колку што им помага или ќе им помага во иднина и на странските. Да ги порамниме странскиот домашниот бизнис сектор, да можат сите заедно да се борат на пазарот на трудот. Се со цел ќе биде конечната цел покачување на минималните плати, и тоа веќе се чувствува. Ќе ве задржам уште малку на конфекционерите, бидејќи тука не беа проблеми, не се само проблем малите плати, туку проблем е и лошите услови за работа, немањето доволно слободни денови, изработување на многу повеќе часови од тоа што реално човек треба да го работи. Дали имате начин како да ги натерате овие газди да ги почитуваат работничките права? Апсолутно, во претходниот период ова беше појава која што ја имаше на секој чекор. Работниците беа целосно незадоволни и уште еден поголем проблем немаа кај да се пожалат. Затоа што инспекциите беа поврзани со најголем дел од собствениците, влегуваа во најавени посети, а не најавени посети, тоа го кажува работниците, како и да е. Јас сум задоволен, на мене ми е драго што се појавува една свест кај работникот да се самоорганизира веќе, да реагира. На неколку наврати веќе видовме и медиумски излегува, се пожалија на одредени проблеми во работењето, така што јас ги поттикнувам уште повеќе да го изразуваат својот револт доколку не им се заштитени нивните права. А јас, како сегашен пратеник и иден градоначелник на општина Штип, ќе им стојам на располагање секогаш кога ќе им бидат прекршени и нарушени нивните работнички права, слободно да дојдат кај мене, заедно ќе се бориме за нивните права, бидејќи работникот, ако го задржиме овде, ако имаме здрава и успешна економија со пристојни работни места, ќе имаме и среќен и задоволен народ и ќе ни се развива градот во правилна насока. Захариев примаше странки граѓани од 5 часот до 7 часот изутрина, така барем пишуваше на неговата интернет страница. Вие кога ќе ги примат? Тој кажуваше дека и со пегличка ќе оди на работа, па не излегол од службената кола. Гледаме дека за приватни потреби ја користи за да оди и до Делчево и до Звегор и до сите други места во Источна Македонија. Како и да е, јас 24 часа ќе бидам на располагање на граѓаните. Ќе бидам овде градоначелник кој што реално ќе ги отвори вратите. Нема да бидам градоначелник кој што ќе ги брка странките кога ќе му дојдат на врата. Јас сум сведок во овој период, бидејќи е кампања и се среќавам со многу луѓе, дека не е точно дека тој примал странки, дека примал граѓани. Тој ги брка буквално од канцелариите. Се жалат многу луѓе, меѓутоа тоа е еден затворен тип на општина која што во овој период не праша никој за ниту една одлука. Ниту во голем дел и советниците, за која што сакам да давам свој коментар, и советниците од ВМРО ДПМН или од Социјалдемократскиот сојуз, граѓаните, граѓанските здруженија нема никаква комуникација со него. Како и да е, јас ќе бидам пример за транспарентна општина која што ќе има отворени врати, која што ќе ги праша граѓанските здруженија, невладините организации, ќе носам заедно одлуки со младите, ќе носам заедно одлуки со пензионерите и ќе носам заедно одлуки со Советот на општината и со сите политички партии во нашата општина. Благодарам. Сега, јас имам уште неколку прашања, дел се поврзани со вашата програма, дел се поврзани со она што штипјани го чувствуваат како реални
проблеми на градот, но тука би сакал да вклучам дел од публиката да ги постави вашите прашања, така да ќе ја повикам мојата колешка Вики Кожинкова. Вики, претпоставувам дека во публиката има интерес да се постави дел од прашањата, така да може тука се и дел од новинарите, да речеме, или поранешната новинарска фела. Повелете? Добро вечер. Поздрав до сите гледачи на вашата телевизија, посебно до идниот градоначалник на Штип, во што јас воопшто не се сомневам. Господин градоначалник, сакам да ве информирам за една работа која вие мора да ургентно решавате. Штипјани не го живеат својот сон, штипјани барат она што е нивен сон да се реализира. Ако и во вашиот 4-годишен мандат не го реализирате ова, после 4 години јас исто тоа ќе го зборувам на вашиот против кандидат. Што е штипскиот сон? Не може штипјани да одат на аквапарк во Пробиштип, 5 пати помал град од нашиот. Не можат да одат на базен во Неготино, 5 пати помал град од нашиот. Не можат да одат на пазар во Кочани, 3 пати помал од нашиот. И не можат да одат во Кавадарци, во Струмица на кино, а ние имавме 2 прекрасни кина во нашиот град. Тоа мора ургентно да му го вратите, затоа што штипјани сакат да ја живеат својата приказна и да го чувствуваат својот град како урбан град. И едно прашање до вас исто така, ако не постапите така како што барат граѓаните на овој град, веројатно ќе имаме после некои дебати посериозни и со вашите против кандидати. Вашиот против кандидат избегнува дебати на телевизии кои според него не се по негова ќеф, но тоа е негов проблем. Она што тој се пофали, дека имал 40 кривични пријави. Моето прашање е конкретно. Дали, кога ќе седнете во градоначалничката фотелја, ќе направите комплетна ревизија на неговото работење, затоа што низ градот, и вие сами рековте, неговите сопартици најмногу зборуваат за криминалиите на Илчо Захариев. Тоа ми беше прашањето. Благодарам. Благодарам. Повелете. Благодарам. Имаше и констатации, и тези, и прашање. Јас се согласувам дека аквапарк треба да се изгради, тоа не е нужно зло за нашиот град, меѓутоа треба да го има како еден нов квалитет на нашиот град и веќе дискутирав за тоа. Во делот на пазарот, знаеме дека таму се создава огромен хаос во петок кога е пазарен ден во нашиот град. Јас ветив таму најпред треба да го решиме паркирањето. Таму треба да направиме една монтажна катна гаража на самиот паркинг на пазарот, за да може да граѓаните можат полесно да дојдат, да паркираат, да пазарат и да си одат дома. Значи целосно растеретување и решавање на овој проблем, за да може пазарот да заличи на нешто културно и да биде гордост, да речем, за сите оние кои што ќе одат таму да го користат. Во делот на киното, да, кино фали, упропастено е, не постои веќе во нашиот град. Ќе работиме да приспособиме еден од објектите кои што ги има во нашиот град за да направиме кино за штипјани. Во делот на кривичните пријави, така е, тој сам кажа дека имал 40 кривични пријави, но не биле процесуирани и со тоа тој се гордее дека тоа е чист. Тој веќе има една кривична пријава сега која е процесуирана во првиот момент кога Марко Зврлевски веќе не е јавен обвинител. Предходните кривични пријави веројатно биле ставани под тепих. Не може 40 кривични пријави да немаат основ. Но како и да е, хипотетички да немаат основ, ќе провериме целата документација која што има во општина Штип. Јас и вчера му кажав на ТВ дуелот дека ќе проверам се што се однесува во неговото работење и во асфалтирањето на улиците и во целата негова работа, за да видиме дали се оштетени граѓаните на општина Штип со изградба на некои од овие проекти кои што за мене се обичен фушерај и импровизација. Ви благодарам. Вики? Добро вечер. Јас сум Тодор Рибарски, граѓанин на Штип и председател на иницијативниот одбор за развој на спортот во Штип. Во изминатите години поднесовме иницијатива за официализирање на една историска дата во областа на спортот. Меѓутоа, за жал, никој немаше слух од сегашната локална власт. Другар Бочварски, јас ве гледам веќе како градоначелник и би ви поставил едно прашање и една информација. На 27. август 1933 година е одиграна првата кошаркарска средба на Балканот во Штип.
помеѓу црните и црвените. Тоа е едно историско наследство за Балканот, историско наследство за Македонија, историско наследство за Штип. И сега прашањето гласи: кога вие ќе стапите во вашиот мандат на челото на локалната самоуправа, дали по нашето барање на иницијативниот одбор треба да се изгради постамент на основоположникот на македонската кошарка Трајко Кошевалиски кај платото кај Ванчо Прке. И второто прашање, исто така се работи Штип во Македонија како прво за првата опера. Исто да се направи тој постамент што нашиот град и Република Македонија ќе се гордее со овие историски наследства. Добро, ви благодарам. Ајде малку локал патриотизам да видиме како. Да, Штипјани имат со што да се гордеат. Јас можам да кажам дека во овој период Штип е уништен на спортски план. И сакам малку да дам поопширен одговор, бидејќи фудбалскиот клуб Брегалница, сакам пред се да издискутираме, гордост на Штипјани. Фудбалскиот клуб кој што ВМРО ДПМН и оваа локална гарнитура која што го упропасти и го испадна во втора лига, сега крева раменици и не знае како да излезе на крај со оваа проблематика. Ние ќе се зафатиме фудбалскиот клуб Брегалница преку моментот со што ќе издискутираме заедно со спортските работници. Таму на чело на фудбалскиот клуб Брегалница ќе ги вратиме спортистите и спортските работници и кога зборувам ова, го зборувам и за сите останати спортови и спортски клубови во нашиот град. Кошарката е целосно уништена во Штип. Јас колку што знам дека веќе во Штипи не постои спортски клуб кошаркарски кој што се надпреварува професионално. Останаа некои аматерски мали клубови кои што не функционираат како што треба и затоа најпрво им треба да направиме спортот, да го вратиме на спортистите, да направиме да ги поправиме спортските сали. Имаме неколку спортски сали кои што се целосно руинирани и со многу мали средства можеме тоа да го направиме. Потоа мораме да направиме меѓуучилишни спортски игри, да го заживееме спортот, да направиме уште неколку проекти со кои што ќе го вратиме спортот назад и во кај децата кои што учат во основните и средните училишта и преку стипендии кои што ќе ги обезбедиме за најдобрите спортисти и кои што ќе ги додели општината, да ги дадеме на најдобрите кошаркари, фудбалери, борачи, каратисти кои што се надпреваруваат и донесуваат резултати на овој град. И затоа спортот јас го гледам како глобала, заедно ќе ги дискутираме и дебатираме сите овие прашања кои што ги поставивте и сето она кое што мислиме дека треба или мислите дека треба, заедно ќе го се договориме и ќе го изградиме согласно можностите на општината и потребите на спортските клубови и на спортските работници. Благодарам. Да оставиме простори за други прашања. Повелете. Добра вечер. Јас сум Киро Маџунаров, жител на Штип и поточно од славното Ново село. Поздрав до вас, поздрав до водителот и поздрав до телевизијата. Сакам да лоцирам некои проблеми што ние новоселци ги имаме за овој мандатен период на претходниот градоначалник и што сакам. Ќе молам само со прашање да одиме поконкретно. Прашањето ќе ми биде следното. Ново село се гуши во фекалии. Од што се фекалиите? Фекалиите се од делот од колекторот што беше изграден пред 10 на 12 години, кој не влегуваше, изграден во Ново село, кој не влегуваше во главниот колектор. Цевката беше некаде 30 на метри подолу од главниот колектор, кој се наоѓа до мостот на река Брегалница кај Лажите. Тој требаше помошниот колектор да се приклучи во главниот колектор за да функционира како што треба. Арнома со доаѓањето на река Брегалница, тој колектор се исклучи, се однесе и тоа беше 2013 година. Од тогаш делот во Ново село, жителите и ние што минуваме покрај мостот, не се поминува. Јака им душа на тие што живеат покрај мостот. Значи, тоа е еден проблем што треба подхитно да се решава. Друг актуелен проблем на жителите на Ново село е постоеќиот колектор. Бидејќи цевката минува на мостот, тоа е моментално може да се иде да се види како решето. Ништо не е направено,
актуелното раководство тоа го знае. Ние како новоселци имаме сигурно и други проблеми. Еве ќе лоцирам уште еден. Тоа е патеката што излегува од Ново село, која е донирана да оставиме простор само за овие две да одговори прво за Имам уште нешто што само кратко ќе бидам краток. Конкретно во Ново село. Ново село беше донирано од докторот Жан Митрев, што беа земани неколку куќи и останаа онакви како што се. Ланска година, бидејќи тие склони беа на паѓање, тие се изрушија на пола и сега тоа е како една депонија во средината на Ново село. Добро, ви благодарам. Комплекс прашање значи за Ново село. Ќе ве молам да оставиме простор малку да одговори. Добро, проблемот со колекторскиот систем во Штип е голем проблем. Тоа е проблем кој што бара сериозно зафаќање да се реализира и тоа е проблемот кој што јас му го кажувам на актуелниот градоначалник дека тој не се зафати со решавање на ниту едно клучно прашање, крупно прашање за овој град. Кажете вие како ќе се сати тај да бидеме колекторскиот поконкретни. систем мора да почне да се реализира веднаш, односно да се санира во најголем дел, почнувајќи од Македонка кон 8 ноември, се до Ново село и да се изгради пречистителна станица кое што и со колекторскиот систем заедно ќе придонесе за да не се ни се случува таква миризба да се шири и во Ново село и во населбата 8 ноември и овде имаме одредено веќе како ќе го работиме ова со средства од ИПА фондовите, и на ваков начин ќе реализираме крупен капитален проект кој што многу кошта, многу чини, меѓутоа ова е клучно за развој на градот и Штип како еден од поголемите градови не смее да си дозволи да остане и во наредниот период без пречистителна станица, без сериозно добро изграден и направен колекторски систем. И во оваа прилика сакам да кажам дека без да се изградат вакви објекти, Република Македонија не може да стане членка на Европската унија. Тоа ќе ни го бараат и тоа мора да се прави подитно. Такви колекторски системи да се средуваат, да се реализираат и пречистителни станици во поголемите градови. Рок на изградба? Рок на изградба, тоа не можам да го ветам во 4 години, пошто е обемна работа, голема работа, меѓутоа да се започне во овој мандат ќе биде приоритет на оваа локална самоуправа. Господин, уште едно прашање од кај вас. Кратко. Патеката што беше изградена до половина во Клисура, донирана од фирма во Штип и обеќена од претходниот градоначалник, остана онаква каква што е. Баш најкритичниот дел во Клисурата, што граѓаните идат на гробишта и каде овој средното училиште Искра, остана незавршен. Тоа е едно болно прашање што мислам дека таму имаше и жртви што треба подхитно да се регулира. И уште едно прашање, ќе бидам краток, моје размислување е патеката изградена покрај бунарите е многу ризично за бунарите онакви какви што се. Моје сознание зборува дека кај рени бунарите кај што се, секаде во светот не смее пиле да прелета. И обезбедувањето треба да биде за одговор. Да, патеката која што е во Клисурата во Ново село, каде што се движат многу граѓани кон гробиштата, е проект кој што беше ветен дека треба да се реализира, да се осветли таа патека и тоа ќе го направиме веднаш. Мора таа патека да биде осветлена, да биде целосно доградена до крај и заштитена зона за да може да се движат граѓаните без одреден проблем, бидејќи таму е веќе излегување на магистрален пат кон општина Радовиш и Струмица, така што тука мора да се реализира тоа бргу. Тоа е потреба не само за жителите на Ново село, туку за жителите на целиот град. Благодарам. Вики, имаме ли уште прашања од публиката? Може би ти можеш да поставиш некое прашање, бидејќи долго време. Јас би сакала да прашам. Најавивте изградба на спортско-рекреативен центар во населбата Сујтлак. Што ќе се случи со постојниот спортско-рекреативен центар што треба да се гради според постоечкиот ДУП? Брегалница, за кој што веќе е изработена проектната документација и веќе неколку години се најавува од актуелната власт. Токму тоа е проблемот што неколку години или неколку децении се најавуваат такви проекти за нашиот град, а ништо досега не е реализирано. Ако се сеќавате добро, и Кежовица беше спортско-рекреативен центар кој што требаше да се изгради со спа центри, со хотели, со стадиони и така натаму, меѓутоа тоа нема ништо. Најголем дел од парцелите и локациите и за овој спортско-рекреативен центар кој што го заговара оваа локална власт се продадени парцели. Јас не можам да гарантирам дали тоа ќе се изгради сега или кога ќе се изгради.
Како и да е, нашиот план е овој, низ дебата со граѓаните, доколку ја добиеме поддршката, ќе инвестираме сериозни средства преку јавно-приватно партнерство и преку средства од општината да изградиме аквапарк на место каде што Штипјани заслужуваат да имаат во оваа зелена зона од нашиот град. Сакала уште едно прашање, да, директно поврзано. Ќе се направили проект за заштита на штипските лџи како еден од символите на Штипско ново село и што со веќе дадената концесија за искористување на топлата термална вода која што практично е дадена на фирма, меѓутоа никако не се искористува и не е почната изградба на хотелите? Да, тоа е проект кој што е термалната вода е дадена под концесија, но тоа е нешто за кое што е задолжена државата. Таа издава концесии и тука немаме ние надлежност, меѓутоа ќе видиме, ќе разговараме, ќе дискутираме заедно со државата, овде сме, утре ќе видиме локална власт да ги решаваме проблемите, да видиме каков е договорот и се што треба ќе превземеме во рамки на она кое што го бараат граѓаните. Инаку лџите, да, тоа е символ за ново село. Овој извор ќе го заштитиме целосно, ќе направиме проект како тоа да се уреди, како да се направи, дури да биде и туристичка дестинација за гости кои што доаѓаат од надвор, бидејќи Штипе веќе универзитетски град, така што тоа е една од содржините која што треба да се заживее и ново село да го заживееме преку други содржини, озеленување, преку осветлување, преку решавање на водоснабдувањето, преку канализација, донесување на улицата Димитар Влахов во Ново село и така што имаме многу проекти за овој дел од градот да го заживееме целосно. Вики Барет. Добро. Наведовте во делот вашата програма дека во првите 100 дена ќе го лоцирате решението за сообраќајниот хаос и решавањето на паркинг просторот. Начнавте во делот одговорите тоа, но сепак ме интересира на кој начин тоа би го решиле. Да, оставив простор од 100 дена да го издебатираме заедно со Министерството за внатрешни работи, со сообраќајни инженери. Ние како советничка група и сите политички партии овде, јас ги вклучив, дискутирав на средба бев со таксистите од нашиот град кои што побараа да бидат вклучени и ќе бидат вклучени во дебатата за донесување на вистинското сообраќајно решение. Централното градско подрачје е најголем проблем и овде треба да донесеме ново сообраќајно решение. Јас имам една идеја како може тоа да се реши, веќе е издискутирана, меѓутоа тоа не е конечното решение. Ќе оставам простор и после првите 100 дена решението кое што ќе го донесеме, ќе тргнеме кон имплементација и решавање на сообраќајниот хаос. Катните гаражи се дефинитивно решение за дел од сообраќајниот хаос и растеретување на сообраќајниот хаос. Едната катна гаража каде што е предвидена по детален урбанистички план е во централното градско подрачје и таа катна гаража веднаш треба да видиме да се обидеме да ја реализираме со јавно-приватно партнерство исто така, доколку најдеме заеднички јазик со приватна компанија и понатаму ќе продолжиме со уште една катна гаража реализација. Јас најдов една локација, разговарав со урбанисти, со архитекти, инженери кои што предложија позади општината, меѓутоа тоа ќе видиме заедно со дискусија со граѓаните дали сметаат дека таму да е добро и дали сметаат дека таму треба да има во тој дел катна гаража. Третата катна гаража која што ја зборевме е во пазарот и таму кажав веќе да не го трошам времето. Тоа е само еден начин како да го растеретиме сообраќајниот метеж во градот, бидејќи сега сообраќајот се движи по само една проводна лента, пропусна лента од двете страни на реката Отиња, по која што пропусна лента треба да се движат и комбињата на брзата помош до клиничкиот центар. И тоа е уште еден проблем и затоа мораме да направиме решение со две пропусни ленти низ овие две централни улици во нашиот град. Едно блиц прашање имам на јавивте намалување на цената на водата? Да. За колку и за 10%. Кога тоа би се извало? Значи, во првите 6 месеци, откако ќе ги увидеме состојбите во јавното предпријатие ИСАР, јас имам информации дека таму се прават огромни непродуктивни трошоци. По правењето на новиот план за работа и динамиката на проектите, ќе ја намалиме цената на водата за 10%, тоа е реално остварливо и тоа ќе го направиме веднаш. И уште една мерка за намалување на цените на сметките за смет. Секој оној кој што ќе селектира отпад од својот дом ќе плаќа уште 10% помалку за смет кон јавното предпријатие и ова е уште еден начин како да се заштитиме животната средина, како граѓаните да плаќаат помали сметки кон општината и уште еден начин како ги враќаме парите назад кај граѓаните. Благодарам. Остана можеби последниот оној столб што велите вие на вашата програма, тоа е изградбата на гасоводна мрежа во Штип. Тоа би одело преку приклучување на главниот гасоводен крак или на друг начин? Да, апсолутно. Главниот гасоводен крак поминува покрај Штип, кај Три чешми и
вака ако остане, Штип не е гасифициран, нема никакви придобивки од гасификацијата и од овој чист еколошки ефтин енергенс кој што го има, да речеме, други градови во Република Македонија. Струмица и Куманово се веќе гасифицирани. Ние по примерот, односно ние по собствен пример, ќе бидеме првиот град во Република Македонија после овие два града кој што ќе биде гасифициран. Јас најавив веќе дека ќе изградиме 20 км гасоводна линија во Штип за 4 години, што е реално стварлива работа со домашни средства, со средства од буџетот на општина Штип и со гасификација на локалните институции, централните институции, градинките, школите, фирмите, предпријатијата, домакинствата. Секој ќе заштеди од 40 до 50% во зимскиот период кога се загрева. Ќе плаќа помали. Ќе одат домакинствата? Прва ќе одат јавните институции? Значи, во однос на тоа како ќе се движи гасоводната линија, како ќе поминува низ населбите, секој ќе може да се приклучи на таа гасоводна линија. Така што секој оној кој што ќе му помине гасоводната линија по неговата улица ќе добие понуда за да се приклучи, доколку прифати, ќе биде приклучен и ќе има уште еден начин со дополнителна инфраструктура, алтернативна инфраструктура во нашиот град, да придонесеме за граѓаните да плаќаат помали сметки, дури и од оние кои што се греат на дрва, ќе плаќаат за 20 до 30% помали сметки доколку се на гасификацијата. И тоа е убава работа, дрвата ќе си ги заштитиме, шумите ќе си ги заштитиме, нема да загадуваме повеќе и ќе заштедиме парите кои што ќе ги заштеди општината. Кога би го започнале вие овој проект, бидејќи гасоводниот крак се уште не е во функција? Како? Кога би го започнале проектот за гасоводната мрежа низ Штип, бидејќи паралелно се гради гасоводниот крак, тој се уште не е во функција? Јас веќе разговарав со експерти за оваа проблематика, треба да остварам контакт со нив. Според првичните информации, јас мислам дека на средината на наредната година веќе ќе може да почне гасификацијата во нашиот град. Добро, ви благодарам. Јас тука ќе ви оставам вашата последна минута за обраќање до граѓаните. Слободно можете да се напиете вода доколку сакате. Во меѓувреме ви на публиката можам да се заблагодарам за присуството и активноста на вечерашната дебата. Вашата минута, тоа е во камерата таму што можете да видите. Почитувани штипјани, уште само неколку дена до изборниот ден, до 15 октомври, кога треба да одлучите вие дали ќе дадете шанса за живот во нашиот град, за живот во Штип, дали ќе продолжиме да се движиме по една надолна линија, дали ќе продолжиме овој град да го направиме град во кој што стагнира и во кој што има застој, или ќе дадете шанса за нов живот, за живот во нашиот град, дали ќе дадете шанса на новите крупни капитални проекти кои што јас како градоначалник заедно со Советот на општината и заедно со нашите сограѓани, со сите здруженија на граѓани, преку една отворена општина ќе ги реализираме во наредниот период. Дали ќе изберете да ја гасифицираме општина Штип, да изградиме брана на реката Отиња, да изградиме аквапарк во нашиот град, спортска сала, да изградиме спортска сала за боречки спортови, затворен и отворен базен, да ја намалиме цената на водата и уште многу други проекти кои што ќе значат придобивки за нашиот град и за сите граѓани на општина Штип. Јас сум убеден дека вие ќе ми ја дадете поддршката затоа што на Штип му треба нова енергија, нова сила за да тргне конечно напред, да биде вистински универзитетски центар на Источна Македонија. Благодарам, господине Бочварски, ви благодарам што вечерва бевте мој гостин овде на 24 отворено, емисиите што ги реализираме во поголемите македонски градови со цел да ги доближиме ставовите и програмите на кандидатите за градоначалник. Благодарам на учеството. Почитувани гледачи, вам ви благодарам за тоа што следевте емисијата. Останете со телевизија 24. Пријатно.